Ликвидноста и проблемот со високите сметки за струја на општините и јавните предпријатија според градоначалниците од регионот се најприоритетни и за нив помош и поддршка бараат од државата. Мораме да видиме ликвидни во однос на врските кои што ги преземаме тековно, а згора на тоа, значи, кризите кои што настана и економската криза и енергетската криза секако дека имаат влијание врз работата на институциите, на локалната самоуправа, на училиштата кои што се под локална самоуправа и комуналните предпријатија, така да Министерството за локална самоуправа очекува во однос на сет склоп мерки кои што ги носи владата, исто така и Министерството за локална самоуправа да даде одредена помош на општините за да можеме полесно да се справиме и со енергетската и со економската криза. Ние сме зависни од министерствата бидејќи имаме потреба од помош и имајќи предвид нормално самата ситуација, енергетска криза, економска криза. Искрено се надеваме дека ќе бидат повнимателни околу општините и ќе дадат се од себе да ни помогнат. Дека ова се проблеми кои тие сами не можат да ги решат, согласен е и министерот за локална самоуправа Горан Милевски, кој денес потенцираше дека владата и општините наитно треба да најдат заедничко решение за проблемот со струјата. Сметам дека во наитно време треба да се најде некој заеднички јазик за да се излези од двете страни во пресрет на овие проблеми. Со оглед на големите трошоци, значи ли ова дека за да се заштеди училиштата ќе преминат на онлайн настава? Министерството за образование претпоставувам дека ќе води сметка и ќе ги види сите можности кои што стојат на располагање, бидејќи онлайн наставата си има своји негативности. Социјализацијата е многу битна во образовниот процес, така да мислам дека министерот ќе даде на најсоодветно решение и за тој проблем, бидејќи вистина и училиштата ќе црпат голема енергија, не само за загревање, туку и за осветлување, тука има и спортски сали, некаде има и затворени базени. Од друга страна, колку кризата влијае врз реализацијата на општинските проекти? Сега во крајна фаза сме, оваа недела ќе донесеме одлука и за швајцарската донација која што успеавме да обезбедиме 6 милиони швајцарски франци за финансирање на регионални проекти. Веќе сме во завршна фаза во неколку плански региони, веќе ги дефиниравме комисијата која што работеше на оценување на проектите, веќе ги дефинира проектите и оваа недела мислам дека конкретно ќе објавиме кои плански региони имаат позитивно прифатени проекти, кои плански региони ќе ги одбиеме заради неквалитетни проекти. Таму ќе ја повториме постапката. Од страна на Министерството се преговара со швајцарската агенција за обезбедување на дополнителен грант за општински проекти во вредност од 1,5 милиони франци.